Централни вести на Канал 5. Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите. СДСМ има забелешки за законот за прекршоци, потребен за да профункционира Safe City системот. Станува збор за власт во моментов на ДПМН, кој што има историја на злоупотреба. Филипче смета дека не е грешка што не присуствувал на лидерската. Го зеле од дома и го однеле во Србија. Покренато обвинение за помагачите на Саид Саитов, кој со автомобил усмрти жена во Капиштец. Министерството за економија со угостителите ќе ги разгледува забелешките од законот за пушење. Од здравство веруваат дека предлогот е за заштита на вработените. Не може да му наредуваш кој како да живее, нема лекови за луѓето. Сум за да не се пуши. Мислам дека е правилно. Скопје и денеска на листата најзагадени европски градови. Енормно ниво на аерозагадување и во Струмица и во Куманово. Greenland's not for sale. Масовни протести во Данска и во Гренланд по изјавите на Трамп за преземање на островот. Американскиот председател најави царини за земјите кои се противат на неговиот план. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland. СДСМ има забелешки за законот за прекршоци, кој што е потребен за да функционира системот безбеден град. Партискиот лидер Филипче најавува дека ставот допрва ќе го соопштат. Смета и дека не е грешка тоа што не присуствувал на лидерската средба, нагласувајќи дека општеството според него не е зрело за укинување на пржинската влада. Повеќе од Јана Јосифовска. СДСМ има забелешки за законот за прекршоци кој е потребен за да профункционира Safe City системот, изјави партискиот лидер Венко Филипче, и неизвестно е дали ќе го гласа во собранието. Според него, пратеничката група на СДСМ конечниот став ќе го каже на собраниска седница штом таа се закаже, без да прецизира дали ќе го поддржат или не. Има две битни работи за кои што треба да се зборува. Прво, во сегашниот контекст, а тоа е економската положба, состојба во државата, стандардот на граѓаните, мора да се зборува за висината на казните. И второ, исто битната работа, што и кој ги контролира огромната количина на податоци, кој што системот Safe City ги собира. Станува збор за власт во моментов на ДПМН, кој што има историја на злоупотреба, на служби за безбедност, пратење, прислушкување на огромен број на граѓани. Не сме комотни да туку така тој дел помине без дискусија. Се сомневаме дека може тие податоци да ги злоупотребуваат за нивни тесни партиски цели. Ставот ќе го кажеме на собраниската седница. Меѓутоа овие две работи не може туку така да поменат. Став за законот за прекршоци до овој момент нема ниту од ДУИ. Од партијата не одговорија дали по лидерската средба разликите за законските измени се надминати и дали интегративците и дефинитивно ќе гласаат за. Според премиерот Мицкоски пак, на лидерската средба била договорена безусловна поддршка за измените на законот и очекува тие да бидат усвоени на следната собраниска седница, за да почнат да се применуваат од 1 февруари. За ова законско решение е потребно двотретинско мнозинство. Неколку денови после лидерската, Филипче останува на ставот дека не сгрешил што не присуствувал, а без одговори од власта, како што рече, за сите коруптивни скандали не може да се седне на заедничка маса. Во врска со предлогот од политичките лидери, техничката влада да замине во историјата уште веднаш, а ако СДСМ се противи на тоа, да се укине после следните парламентарни избори. Филипче вели допрва ќе се размислува. Фокусот на СДСМ е да има техничка влада на следните избори, кога и да се случат, а зашто понатаму според него има време да одлучува. Сопружници му помогнале на Саид Саитов, тинејџерот кој прегази жена во скопски Капиштец, да побегне во соседна Србија. Јавното обвинителство соопшти дека покренало обвинение против двајцата кои се товарат дека се соизвршители во делото.
Истовремено за осомничениот маж, јавен обвинител предложил мерка притвор, додека за жената мерка куќен притвор. Го земале од дома и заедно со неговиот татко го однеле до Србија. Основното јавно обвинителство поднесе обвинение против две лица, маж и жена, кои на 18 годишниот Саид Сеитов му помогнале да избега од државата. Само неколку часа откако ја предизвика сообраќајната несреќа во Капиштец, во која животот го загуби 79 годишната Љуба Јаковлевска. Мажот и жената се товарат за кривично дело помагање на сторител по извршено кривично дело, со што според кривичниот законник им се заканува казна затвор до 5 години. Обвинетите на 9 јануари заедно со умисла му помогнале да побегне на лице осомничено за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и за неукажување помош на повредена во сообраќајна незгода. Со автомобил Мерцедес со скопски регистарски ознаки, мажот и жената дошле до домот на осомничениот веднаш по сообраќајната несреќа. Го зеле заедно со неговиот татко и преку граничниот премин Табановце ги пренеле во Република Србија. Таму ги оставиле, пошто помагачите се вратиле во земјава околу полноќ. Соопшти од обвинителството, откаде поднеле и предлог за продолжување на претходно определените мерки притвор. Главниот осомничен Саид Сеитов се уште е недостапен за органите на прогонот. По него е распишана меѓународна потерница, поради сомнение за тешки дела против безбедноста во сообраќајот и неукажување помош на повредено лице. Во меѓувреме истрагата продолжува, со цел да се утврди евентуална одговорност и кај други лица. Објави на социјалните мрежи од самиот Сеитов, кои сега веќе се избришани, покажаа дека тој бил темпирана бомба во сообраќајот подолг период. Позади воланот на пасатот бил уште на 13 години, а се снимали како вози со 200 км на час на 16 години. Добили казна во 2022 година, поради возење без возачка дозвола, зашто прекршочна казна заработил и неговиот татко Берти Сеитов, кој исто така е во бегство заедно со синот. Дефект на топловодната мрежа го остави половина Скопје без парно греење. Предлог законот за заштита од пушење не е удар по угостителството, туку заштита на правото на здраво работно место, велат од Министерството за здравство. Во меѓувреме забелешките по предлогот, идната недела на заедничка средба ќе ги разгледуваат представници од Министерството за економија и Туристичко-угостителската комора. Сандра Спасовска. Предлог законот за заштита од пушење цигари не е удар по угостителството, туку заштита на правото на здраво работно место. Ова е ставот на Министерството за здравство како предлагач на законското решение. По празничниот продолжен викенд се очекува на заедничка маса да седнат представниците на Министерството за економија и труд и Туристичко-угостителската комора и да разговараат за предлогот. Угостителите забелешки имаат, но засега јавно не се соопштуваат. Од комората велат, составки излезат по средбата. Наредната недела ќе оствариме средба со министерствата, пошто ќе имаме пресконференција, посочија од комората за Канал 5. Од Министерството за здравство и денеска преку соопштение посочуваа дека законот не уредува дали некој ќе пуши цигари или не, туку јасно определува каде тоа не смее да се практикува со цел заштита на здравието на сите присутни, потенцирајќи дека истиот е во согласност со сите препораки на Светската здравствена организација и европските стандарди. Предлогот ја третира изложеноста на тутунски чад како прашање на безбедност и здравје при работа, а не како прашање на животен стил. Во угостителските објекти, токму персоналот е најдолго и најинтензивно изложен на чад од цигари и други тутунски и никотински производи, поради што државата има јасна обврска да го заштити правото на вработените на здрава и безбедна работна средина, велат од здравство. Дел од граѓаните со поделени мислења околу законското решение, но согласни се дека доколку профункционира новиот закон мора да има строги контроли и истиот да се спроведува во целост. Велат, добро е да има одредени простории каде оние кои се пушачи ќе може да седат и да конзумираат цигари. Мене ми смета забраната, затоа што не може да му наредуваш кој како да живее, нема лекови за луѓето. Треба да се има негде простор, за да може да човек запали цигара, да се осеќа лагодно, а не се да се крие по чошиња или било што. Тоа не е убаво. Али сум за да не се пуши. Ја бев пушач
20 години, сега 25 не пуши. Па не знам дали ќе им се навали, али секако се согласувам. Па слажем се. Ипак због здравје, због осталих луѓе кои се исто кафана, например, или ресторан, било где, би треба да се забрани. Па најверојатно, не најверојатно, него мислам дека е правилно. Со предлог законот кој треба да стапи на сила на 1 март ќе биде дозволено пушење на летни тераси само доколку тие се отворени од најмалку 3 страни. Во спротивно се предвидуваат казни и до 5000 евра. Дополнително ќе има целосна забрана за пушење во затворени јавни објекти, а се предвидува забрана за пушење и во сите видови јавен превоз, сите јавни воспитно-образовни и културни институции, заеднички простории во стамбени згради, како и приватни возила кога во нив е присутно дете. Физичките лица кои нема да го почитуваат законот ќе се казнуваат со износи од 100 до 300 евра. Забраната покрај за цигари ќе важи и за сите други никотински производи и уреди. Скопје и денеска на листата најзагадени градови во Европа. Покрај во главниот град, енормно аерозагадување регистрирано е и во Струмица и во Куманово. Од Управата за хидрометеоролошки работи пак велат дека на средината од следната недела очекуваат да има ветровито време, кое би помогнало со загадувањето. Повеќе од Јорданчо Цветановски. Повеќе градови од земјава утринава дишеа загаден воздух. Струмица, Скопје и Куманово беа на врвот со индекс на загаденост од 247 до 399. Освен нив, на листата се најдоа и Кавадарци и Крушево со индекс на загаденост од околу 170. Покажа страницата Мој воздух. Освен на локално ниво, главниот град се најде на 4-то место на најзагадени градови во Европа со повеќе од 300.000 жители, а најзагаден град во Европа денеска е повторно Сараево. Секоја зима иста приказна. Скопје е повторно меѓу најзагадените градови во Европа со високо ниво на штетни частички во воздухот. Дел од граѓаните во главниот град велат дека се разочарани поради неизнаоѓањето на решение на деценискиот проблем. Немам прилike да идем на планину, kad bi imao prilike išao bi, tako da jedino mi ostaje da budem kući, ali uglavnom gledam šetam među zgrada, koliko mogu da izbegnem ulicu, jer sa oliko vozila na ulici, to je strašno. Zagadeno je, ali mora se žive, nema, drug izbor nema. Чувствувате некои потешкоти во дишење? Pa poteškoti pri dišenje i боли ово, боли оно. Власти овде дека да преземат акции, се знаат сите познати работи, нема што не е познато тука. Верувате дека овој проблем ќе се реши? Ќе се реши некогаш, ама многу тешко. А намалување на загадувањето може да очекуваме кон средината на следната недела, за кога е најавено ветровито времено и врнежи од дожд и снег. Во текот на утрешниот ден ќе има локални врнежи од дожд и од снег, но со слаб интензитет. На повисоките места и на планините врнежите ќе бидат од дожд и од снег. Во вторник и во среда нешто и поветровито со умерен повремено засилен ветер од југоисточен правец, а во вторник кон крајот на денот, во текот на ноќта, како и во среда, се очекуваат локални врнежи од снег и наместа во текот на ноќните часови во западните делови, југозападните делови од земјава, врнежите ќе бидат пообилни. Во меѓувреме, од иницијативата Стоп за усија најавија нов протест за 21 јануари. Од иницијативата велат дека устануваат на барањето, да се постават независни мерни станици кои ќе покажуваат јавни податоци во реално време, за да можат граѓаните во секој време да проверуваат што дишат. Нормализирана е испораката на топлинска енергија за најголем дел од потрошувачите во Скопски центар, аеродром Новолисиче, Киселавода и Автокоманда по денешниот прекин поради дефект лоциран на булеварот Крсте Мисирков, соопштија попладнево од СМ. Екипите на СМ дистрибуција се на терен и работат на отстранување на дефектот, се вели во информацијата објавена на веб страницата на СМ Снабдување. Оттаму за дополнителни информации ги повикуваат потрошувачите да се јават и во Центарот за грижа за потрошувачи. На вонредна пресконференција во партиското седиште, лидерот на СДСМ Венко Филипче најави дека ќе поднесе тужба за клевета по гостувањето на доктор Жан Митрев на телевизија Алфа, кој обвини дека екс-премиерот Заев и актуелниот лидер на СДСМ Филипче во периодот на ковид-пандемијата се обиделе да стекнат сопствеништво врз неговата болница.
Вчера отидоа до таму да преку Жан Митрев, за кого како лекар не може да кажам што мислам, ме обвинија за рекет на цела болница. Претера, ова ги поминува сите можни граници. Што ќе смислат следно? Утре ќе ме обвинат и за силување, за убиство, за што следно? Доста е веќе. Сега ќе ги тужам. Мојот одговор преку суд ќе го добијат и наредбодавачите и извршителот. Го повикувам Жан Митрев, нека отиде кај обвинител и нека поднесе кривична пријава ако смее. Па да одговара по кривичен закон. Не го прават тоа затоа што знаат дека ќе одговараат, а не вака да ги тужам само за клевета. Затоа власта не сака реформи, не сака реформирано правосудство по европски стандарди. Додека луѓе умираа од ковид кризата, Филипче и Заев се занимавале со сценарија за одземање на сопствеништвото на Жан Митрев во истоимената болница. Обвинуваат од ВМРО ДПМН, од каде што побараа јавното обвинителство да постапи по тврдењата на Митрев. Во екот на судскиот случај, кој што се одвива против Митрев, кога биле на власт и од позиција на моќ, големците Филипче и Заев, едниот како премиер, другиот како министер за здравство, искористиле моменти преку своји далеку познати методи и пракси, сакале да му го земат сопствеништвото врз клиниката Жан Митрев. Преку институциите на Митрев му биле блокирани личната сметка и сметката на болницата, а притисокот одел дотаму што имал и забрана за продажба на истата. Во своето сведоштво, Митрев вели дека откако одредени поединци од тогашната власт, тука секако се мисли на Заев и Филипче, изразиле желба да му ја одземат болницата, по само една недела јавното обвинителство му ја отстранило забраната. Како е ова можно, се прашуваме. Тоа беше и последната содржина во Централните вести. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.